Ајде, здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Значи, случајно налетав на една многу стара пералница. Ова што гледате зад мене е токму тоа, пералница. Стара пералница која што верувале или не, се уште е активна. Од секогаш сакав да сретнам оваква пералница и да видам од прва рака како луѓето порано переле. Ето ми се исполни таа желба и сега ќе ве запознаам и вас со овие стари перални. Доколку некога сте се прашувале дали луѓето порано переле, користеле детергенти, сапуни и слично, во ова видео ќе го дознаете одговорот. Останете тука, гледајте го видеото, ви кажувам и ви покажувам една активна стара перална, можеби една од последните во Европа. Ова што гледате зад мене, тука доле, е една од, можеби, последните перални кои што сум ги видел, кои што се активни, а кои што работат на принцип на перење со вода од реката. Значи, многу едноставен метод, значи се насочува водата во овој круг што го гледате, тука се потопуваат кебињата, јамболиите и слично, и се остава на водата да ги испере. Чи многу интересен механизам. Порано луѓето на овој начин ги переле своите кебиња, своите јамболии и своите теписи, затоа што порано теписите биле правени исклучиво од волна, исто така и јамболиите, и биле многу тешки да се исперат. Значи, немало друг начин. Денешните машини не може да исперат, например, јамболија. Ако ставиш јамболија во денешната машина, таа нема да може да ја врти, затоа што е премногу тешка, но со употреба на силата на водата, јамболијата или кебето се вртат тука и многу лесно се перат. А еве видете и практично како се перат. Значи се пушта водата горе да тече со поголема сила, за да добие на јачина водата, се ставаат кебињата во овој круг од дрво, и се остава водата да заврши својата работа. Значи, за некои 10-15 минути перење, овие кебиња се неверојатно чисти и неверојатно меки, како да е користен најубавиот омекшивач на светот. Значи, многу едноставен механизам, гледате, само се бутаат внатре и ништо повеќе. Се остава 10 до 15 минути водата да ги врти и ништо повеќе. Еве видите и одблиску што се случува. Значи, испаѓа дека водата е најголемиот разградувач и чистач на овој свет. И тука во ова градче се нарекува Столац. Се уште луѓето перат на овој начин. Ете, видите зад мене. Луѓето се уште си ги носат тука кебињата на перење. Гледајте. Затоа што сега е лето, лесно може да се исушат, односно сега се припремаат за зимата. Гледате колку кебиња има. Така да преубава стара традиција која што си ја зачувале во ова село. Мислам, не е село, ова е град, мало градче, се нарекува Столац и е во Босна и Херцеговина. И еве, после 15 минути перење, кебињата се како нови. Чи не ти треба машина, ти треба само вода. Видите колку се убаво испрени. Преубаво нешто. Преубаво, луѓе.
Многу едноставен механизам, многу ефикасен, многу здрав, многу еколошки. Без употреба на детерженти, без употреба на никакви состојки. Неверојатно, видите само колку е убаво исправно ова ќе бе преубаво. Овие древни механизми за перење не користеле струја, што е многу добро, така да во дамнешни времења луѓето функционирале без струја, како што знаете, користеле гасиени ламби, си произведувале собствена храна и на овој начин си ги переле своите поголеми работи. Помалите работи мислам дека ги переле како алиштата рачно на река, а поголемите ги переле на овој древен интересен механизам. Мило ми е што ова се уште е зачувано и еве што луѓето си ги перат своите работи. Ете, така луѓе, значи ви благодарам што гледавте и ова видео. Како што кажав, се надевам дека научивте нешто ново. Долку ви беше интересно ова видео и видеата што ги снимам, претплатете се, ставете еден лайк, ако сте во можност станете и членови уште поубаво, ако не, да сте ми живи и здрави. Јас ви се заблагодарувам за тоа што гледавте видеото, останете ми во добро, одам да се избањам во реката тука и се гледаме во некој мое наредно видео.